Не бе, не го велка сами. Еве и дај шо го извеа и толку. Па ти што не идеш да го извееш сега, откутлеш. Сонцето откутлеш сега на митинг, шлак до тебе. Изјава ако ќе даш. Или фуфка од грците. Кој покажува став и држење до идеја. Ти немаш ни став, ни идеја, ни борба, ништо. Тебе ти лажеш. Ти имаш приказка за 300 евра плата, да лажеш дека ти си голем патриот, ке ги браниш македонските национални интереси, бар. Пушти го Касами. Значи вака, Билјал Касами лани на митинг кажа Тетово е главен град на албанците во Македонија. Во Илирида. Немој да се правиш сега тука дека ние сме ненормални, недоветни и не знам што. Точно е дека знаме се вееше во публика, но исто така точно е дека цела позадина на Касами му беше голема Албанија. Да. Немој сега тука сега се правиме мрднати. Као Крушевскиот манифест, прогласот. Не го вел Касами. Не бе, не го велка сами. Ама еве да бидам адвокат на ѓаволот, како викаше, да бидам адвокат на ѓаволот, еве и да ова е било знаме на етничка Албанија. А да, еве и да и шо го извеа и толку. И толку, да. Па ти што не идеш да го извееш сега? Со Македонија цела да е. Не бе од Кутлеш. Не бе етничка Не бе знамето од звездата од сонцето од Кутлеш, сега на митинг, шлак до тебе. Не на митинг, на говор. Не е битно на изјава ако ќе даш. Или фуфка од грците. Ајти, овој знаеш што покажува? Овој покажува став и држење до идеја. Ти немаш ни став, ни идеја, ни борба, ништо. Тебе ти лажеш. Ти имаш приказка за 300 евра плата, да лажеш дека ти си голем патриот, ке ги браниш македонските национални интереси, бар. Додека тоа го правиш, ваму тераш десетици милиони евра. Што? Не ми пуштај сол. Ваму десетици милиони евра бизнис, хидроцентрали од десетици милиони евра, излези вака, збори ти, големиот патриот. Абе магла, оди прочитай го човече Божи, прочитай историја на ВМРО. Основна работа. Председател си на организација, значи ти си третиот председател на организацијата после Ванчо Михајлов или четврт после Тодор Александров. Дали сваќаш која ти е функцијата? Поима нема мечка. Ама да знаеш и Тодор и Ванчо како завршиле. Таа организација така функционира. Оди прочитај маце историјата, човек. Сега историја ќе чита. Многу си изнервира мечка. Мајскиот проглас, кога Крушевскиот проглас. Ало. Како да не се нервираш? Како да не се нервираш? Како да не се нервираш? И што ова? Цела држава прави недоверие. Па не ќе сече крилја на орелот. Си го извеал он знамето и толку и шо ништо, после тоа ете пак си е градоначалник. Што? Нели ќе им го покажа на албанците местото кај име, нели? Нели СДСМ беше помалиот коалиционен партнер у владата на Дуј. Не сме да писне против Касами. И сега пак ќе ми кажеш дека Еве да го случајно е веел тоа све знамето. мечка. Тоа било на етничка Албанија. И ќе ми кажеш дека случајно ова се? Со Мицко? Абе Мицко нема проблем. Абе не. Абе Мицко нема проблем со секого да направи вакво. Не. Само да обезбеди мир. Значи него му треба мир во коалиција, мир во влада, мир во собрание. Значи кај него му треба мир. Затоа што ако има мрдање, он не може да го тера бизнисот од десетици милиони евра на раат. Него му треба функционална влада без многу скокање, без многу трзај, за да се отера бизнисот.
Тоа му треба. Мечка, поради тебе сите дома во пластични чаши пиеме, стаклото ни отиде одамна. За тоа што се нервираат и кршат валјда, не знам. Ја ви ги скршив чашите со дерење или од гласот што да, што вика. Па нека знаат еве. Васко Јанески Јас сум вели тој во навикнат. диаспората кој ќе дојде едно од барањата му е да го тргнеме 16 кракото сонце во позадина. И вие го тргате? Го тргаат. Ако го тргате, браво, што се буните тогаш? Со сме го кажале 100 Да. пати. Човече, да го правдаш Билјалка сами затоа што вее знаме кое што ти го нарушува територијалниот интегритет на државата. Значи на ова знаме цела Западна Македонија е представена како дел од Албанија. Цело Косово е представено како дел од Албанија. Дај бе говор од Санџак, сами. Санџак, Од ова? не. Санџак и делови од Црна Гора ти се представени на ова знаме како дел од Албанија. Значи со ова знаме се нарушува територијалниот интегритет на државата. Ти си премиер кој што се заколнал устав и закони на оваа држава дека ќе го браниш суверенитетот и територијалниот интегритет на државата. Ти вчера со оваа изјава кај Лазаров у подкаст си ја прекрши заклетвата која што си ја дал пред 2 милиони луѓе. И што понатаму да збориме? Ајде да видиме. Доаѓаме на моето бе дека може работи на некое сценарио. Абе какво се работи се на... Абе тоа е едно, Мечка, ќе правиме муабет. Добро. Ќе правиме муабет. Ова не оди на добро. Еве слушај, значи под целосна одговорност кажувам. Тоа што он тресе глупости, тоа што ќе ги пуни џеповите е едно. Дека работи на сценарио, работи. Вика па еве Тошковски прекјуте кога единствен сообраќаец кој што е преместен на граничен премин Маздрачево од Тетово е тој што му пишал казна на синот на Касами. Браво. Па си го вел знамето, што има врска, тоа еднаш и тоа, кој си отидоа, никому ништо. Поздрав до полицајецот. Тоа е тоа. Без разлика со кое име на државата дал заклетвата е дека ќе оштити и ќе обрани територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Дополнително што објаснуваше... Ајде да видиме ова видеото од Касами. Пушти го. Да, ајде да видиме. Де Мечка не црка и ми вика, ако ми се качи пак комшиката ќе ти звонам ти да се расправаш. Мечка пие. Боро, Мичо. Боро е доброволец за... Мичо викаат Наталија и Мичо утре на аудиометрија да одиме. Јас сум навикната, Мичо е исто навикнат, така да ми... Не, ја на ова десно више сум наглов малце. Не, јас левото супер ми функционира. Да. Крушевски прогрес. А некој ако викне од нас, одма вика полека, бе, полека. Изедначено ми е аудиото више. Да. И не друго имам појако ве молам ова да ја направиме Македонија, зашто не е Македонија трета албанска држава? Батали ова одма ќе ти го синам. Не бе двете пушти ги. Ова е Спремете. Дај, Немој вака. чека малце. Крушевски проглас имало, елајте си браќа. Предлагам уште еднаш кога го погледнеме што кажат за знамето на голема Албанија, за Касами, додека ги спремиме тие видеа. Ако можеш пушти го па спреми. Ај Касами, дај да го видиме. Шо? Не бе Мицковски уште еднаш да видиме, па после Не бе, не, ги не, не, налепиме не, од не, Касами што збореше. Добро бе, ајде, добро. Нема нема да викам, ајде. Од овде ќе зборам. Јелајте си, да. Пиленца при батони. Јелајте пиленца. Некој на Тетово, јас се сеќавам дека вееше голема Албанија, знаме во Тетово. Значи тоа се некои такви провокации. Јас Не, градоначалникот во Тетово не вееше човек од публиката. И нив да ги прашате, тие ќе ви речат, тоа е знамето на етничка Албанија. Сега сакам да бидам малце адвокат на ѓаволот. Зошто тоа е така направено? Затоа што овие другиве немаат друга тема освен националната. И тоа е погрешно. Наместо да се игнорира таа тема, да се одговара со поголем интензитет и жештина. И што дека се развива? И заврши тој настан, човекот одговараше, и тоа е тоа. И што е резултатот од сето тоа? Што е резултатот? Инаку ви благодарам за донациите, 89% од целта од $200 ја остваривме. Ги вративме. Да не се Скоро ги секирате. вративме парите што сме ги донирале за прашања. И ова е другото сега за лекови. За Хенекс, за тие работи. За
Скоприл. А не знам зашто се нервираш. Ти не го очекуваше ова од Мицковски, ајде да не го очекуваше да те разберам да се нервираш. Јас и да сум го очекувал. До толку не. Секој пат кога јас и сум го очекувал можда. Ама никогаш нема да останам или не Рамнодушен. можам да останам рамнодушен кога ќе слушнам како македонски политичар, посебно од ВМРО, не ги знае основите на организацијата и не ја знае основата на македонската борба. И не можам да останам рамнодушен затоа што извини Милош, затоа што очекувам еве да речеме 5 години работел, нема време да прочита за историјата на ВМРО. Или да викне некој професор да му објасни, низ разговор да му ги каже работите. Основите да ги знае. Ама како премиер на влада од ВМРО, ти си должен да ги знаеш тие работи. Ти си должен да ја знаеш историјата на твојата држава, на државата и народот кој што го застапуваш. Ти си должен да ја застапуваш историската борба на македонецот. Не можеш ти ако не ја знаеш историјата. Не можеш. Ама ете може. И он тоа што се повикува толку на Гоце Делчев, на Ѓоргина, треба да знае. Да ме гру. Не, он треба да знае Еве, дека врховната идеја на Гоце Делчев е македонскиот народ да биде еднаков на народите во Европа. Еднаквост Па тоа работи на народите човекот, во не гледа. еднаквост на македонскиот народ со народите од Европа се постигнува низ една ваква политичка унија како што е Европската унија. Па И он кажа точна е, дека не извини, и точна е тезата на Киро Глигоров, дека сме азан мирот. дека Македонија ќе биде цела во етничките граници само како дел од Европската унија. Бидејќи тогаш нема да има граници. Тогаш и Пиринска и Егејска ќе си бидат тука. Без проблем. Да зборат македонски, да учат македонски, да си ги враќаат имотите што им се земени од државите, да си бараат денационализации. Тогаш нема да имаме проблем. Тогаш и Костур ќе биде испишан цел во со македонски сообраќајни знаци, и Лерин, и Кукуш, и Солун не, но како се вика, кажи ги бе од другата страна, и Банско, и Боровец, и не знам кој. Сите. И Петрич, и Кюстендил. Па може затоа работи на неевропско сценарио. Затоа што тогаш Бугарија нема да има основ, нема да смее, затоа што сме членки на Европска унија, нема да смее да не им регистрира Сдружение на граѓани на македонците. Нема да смее, затоа што Македонија ќе има тогаш сила во Европска унија да им стави вето на бугарите, не ми го регистрираш виножито. Вето имаш за ИПА фондови од милиарда евра. Не ми го регистрираш тоа, вето за не знам што. Тогаш ќе бидеме ние целосни и целовити. Ако он се води по идејата на титанот на македонизмот, и се согласувам со тоа, Гоце Делчев. Него му идејата македонецот да биде еднаков на сите други народи во Европа и во светот. само пред да прочиташ. Не Ама му е он тоа треба да ја целта. знае историјата. Ама може не Пред да- треба тоа да е целта бе мечка. Од кај знаеш на што работи? Пред да ја прочиташ само донацијата, реакцијата е природна. Тоа ти е исто како и Америка. Им викаат хим ураган. Така, и они се секираат, се нервираат, се плашат. И удер ураганот и па се секираат, па се нервираат и па се плашат. Реакцијата е природна. Ние знаевме како ќе биде. Ама у моментот кога гледаш како гледа у камера, гледа у очи народ и го лаже, дрско, безобразно, бескрупулозно, не можеш едноставно да ги регулираш емоциите. Велко Апостолов мечка, стварно ли мислиш дека ЕУ би не примила и да не соседите? Да, Европа ќе не прими и со соседи и без соседи. Значи, од проста причина што Геополитички геополитички одговараме. Може би економски, може многу не и одговараме, геостратешки одговараме на интересите на колективниот запад. Макс, фала ти на донација, 97% имаме од целта. или МАЦ. Стигна.
Како Да, граѓанин мач. од помладава генерација имам искрено прашање каде ја гледате Македонија во наредните 5 години, кој е вашето мислење, поздрав екипо. Со Мицко не ја гледаме нигде. Да, со Мицко Види. нигде не ја гледаме. Трагедијата МАЦ е што ќе продолжат процесите кои што ги гледаме 33 години во оваа држава. Ќе продолжи процесот на иселување, ќе продолжи процесот на старење на населението во оваа држава. Понашто го слушаме и што го гледаме, нема да се создадат економски услови за развој на стопанството, кој што е главен двигател на на економијата во една држава. Како што ги гледаме геополитичките случувања, ќе биде многу тешко да се инвестира, да привлечеме странски инвестиции во Македонија. Како не да бе 600 инвестираат милиони домашните. Како не бе за 100 дена 600 милиони Добро, инвестиции? за во- кинезите у моментов нема Да. нема зима. Значи ќе биде многу тешко и мислам дека процесот доколку не се појави сериозен политички фактор кој што ќе го понуди спротивното на она што го нудат и го нуделе сите политички партии кои што биле на власт во Македонија изминативе 33 години, ништо нема да се промени. Долф, вака, дај Боже ние да влеземе у ЕУ побрзо, да видиш дали може и колку може Македонија да става тогаш вета. Вие имате среќа во суштина, што ние имаме 33 години, 34 години, ние имаме политичари кои што работат на друга оска, а не членство во Европска унија. Македонија да била членка на ЕУ, до сега, не би добиле ни еден ИПА фонд, додека не го отворите виножито. Додека не ги отворите сите овие Таму е здруженија Омо или Немпирин. Како да ти кажам? Ама ние имаме политичари кои што не работат на тоа, ние имаме политичари кои што работат на други теми. Изградба на хидроцентрали, еве најновиот премиер, ние изградба на хидроцентрали десетици милиони евра. Ете на тоа работат. А да сме ЕУ, друга приказка ќе се пее, друга басма ќе биде. Бидејќи како европски граѓанин, нема денационализација на нивата у Костур. Ка денационализира Грција или ќе ја врати нивата на нашиот човек или ќе му плати оштета ако тоа е државата го изградила. Нема мрдање. Не знам како да ви граница ќе нема. Помеѓу Гевгелија и не знам или помеѓу Дојран и Кукуш. Ќе нема граница. Си продужиме, само ќе си одиме у Кукуш на кафе. Или у Лерин. Или у Воден. Или у Драма. Тоа е. И види, Долф, тоа што го викаш ти, дека од Петрич до Охрид ќе биде Бугарија или од Добрич до Охрид, види, кој ќе влеземе во Европска унија и ние, и кој ќе имаме шанса да се надпреваруваме на еднакво ниво, според мене треба да важи оно кој што го кажал Гоце Делчев, дека го разбира светот како поле за културен надпревар помеѓу народите. Ние ќе, само да се докажам, ние ќе треба во ситуација во која што ќе бидеме на еднакво ниво, членки во Европска унија, членки во НАТО, ние ќе треба да се надпреваруваме со идеи. Ќе треба да се надпреваруваме со култура. Дали победа, например, за Бугарија ќе биде ако поише бугарски песни се пеат во Скопје отколку македонски во Софија. И обратно. Да, веројатно и твојата логика држи вода, но реалноста е дека ќе се надпреваруваме на еднаква основа. И нема да имаме веќе причина за непријателство, пошто мислам дека немаме ни сега причина, но единственото нешто кое што ги тера луѓето, односно кое што ги тера македонците и бугарите да се расправаат е политиката и политичарите кои што вика нашиот премиер од голтари станаа милионери. Бојко Борисов, вашиот, стана од телохранител премиер на држава.